Се стопливте ли? Така е тоа, после ладното иде топлото. После дождот иде сонцето, после опозиција иде власт. Затоа сме вечерва тука. Има една изрека која вели: кога си млад, ако не бидеш револуционер, а кога ќе остариш, ако не си конзервативец, не вреди да живееш. Видовте ли вие колку револуционерен председател избравте? Бојан, ти честитам. Честитам на енергијата, на револуционерноста, што имаш ти и твоите млади другари. Почитувани млади членови на граѓанската опција на Македонија, почитувани млади членови на форумот на млади на ГРОМ, почитувани членови на извршниот одбор на ГРОМ, почитувани членови на централниот одбор на ГРОМ, почитувани присутни драги гости, почитувани медиуми. Вечерва сум навистина горд. Искрено сум возбуден. Затоа што пред мене ја гледам иднината на граѓанската опција за Македонија. Таа е убава, моќна, енергична, но пред се храбра. Таа е ГРОМ. Сакам да ве прашам, како сте? Јас сум ГРОМ. А вие? Веќе слушнавте. Денеска некому шега, некому вистина се прикажува низ цела Македонија. На прашањето каде најчесто одат младите од Македонија, некој одговара за Америка, некој за Австралија, некој за Канада, ама вистината вели најмногу одат во ГРОМ. И се поставува прашање, зарем има некаде каде што се зачленили или отишле повеќе од 5000 млади за само 4 месеца. Се разбира, само во ГРОМ се зачлениле повеќе од 5000 млади за само 4 месеца и тоа се гледа вечерва, се гледа во ова преполна универзална сала која што не ги собра сите млади на кои што им се извинуваме и ветуваме дека кога ќе дојдеме на власт, ќе направиме барем дупло поголема сала од ова за да може да не собере сите. Се прашуваме колку ни има тука, 1000, 2, 3. Малку е. Во цела Македонија ни има над 5000 млади, кои се веќе наси членови. И тие со цело срце и цела душа, исто како што досега ГРОМ прими над 20.000 членови од сите краишта на Република Македонија, работот за доброто на партијата. Но зошто ГРОМ? Зошто вечерва ни има толку многу? Затоа што ГРОМ има своја организациона поставеност, има своја визија, и има своја приказна. И тоа многу поразлична од сите што досега сме ги чуле. Во неа, во преден план, се токму младите. Ние од ГРОМ знаеме дека најздравиот дел од секој општество се младите. Младите знаат да проценат што е добро, знаат да ја читаат секоја порака, знаат што значи мултиетничност, еднаквост, љубов и толеранција, што значи и терминот дескопианизација, знаат што значи зборот храбро и кој е храбар, знаат што е ветено, а што е сторено и знаат во кого да веруваат. Знаат кој ветува и кој ги исполнува своите ветувања. Знаат дека треба да веруваат на визијата за една поуспешна, по-просперитетна Република Македонија. Знаат дека ГРОМ е партијата која што ветува еднакви услови за сите, без оглед на верата, нацијата, полот или верската припадност или било каква друга припадност. Граѓанската опција за Македонија е таа која ги отвори вратите за сите граѓани кои сакаат да дадат дел од себе и тука ги здруживме идеите, трудот, еланот, слободното време и средствата и тоа не го жалиме. Зошто резултатот веќе се гледа и еден од најбитни резултати е токму овој што го гледаме вечерва овде, на кој што сме собрани сите ние заедно. Сосема е оправдано тие што се вложуваат себе си во оваа партија
да очекуваат и подобри услови за себе и своето семејство за живење, за вработување, перспектива, подобар стандард, подобри услови за живот и во најодалеченото катче на Република Македонија. Раководството на Гром тоа го свати од самиот почеток. Тогаш решивме нашата успешна приказна, потеркот на Карпош, да ја пренесеме низ цела Македонија, да им покажеме на оние сомничавите, па и на оние разочараните, дека може поинаку и поубаво, дека убавото што вирее во Карпош може да вирее секаде, од Дојран до Ќафасан, од Меджитлија до Јажинце, од Деве Бајр до Љубаниште. Почитувани млади членови на Гром, нашиот оджакот на Гром, веќе чади во 36 општини. Таму луѓето разбраа дека Гром знае што сака и уште подобро знае што не сака. Не сакаме тиранија. Не сакаме власт од која ќе се плашиме, како што рече нашиот председател Бојан Велевски. Туку власт која ќе ја почитуваме. Не сме за диригирано новинарство, туку за слободно. Кому му користи политизираното судство, корумпираната и неефикасна администрација? Не сакаме власт која ни го зема сработеното, која пречесто казнува, не сакаме понижено здравство и разнебитен клинички центар, не сакаме безкорисно образование, не сакаме вајлд карти за учество на Олимпијадата, туку сакаме сами да ги исполниме олимписките норми. Зашто младите спортисти во Република Македонија имат и сила и енергија и знаење и талент и историја и дека само им треба државната поддршка за да ги остварат овие олимписки норми. И на крајот, не сакаме да го дадеме нашето исконско име, не сакаме да го дадеме името Македонија. И не сакаме да со него никој да тргува. Членовите на форумот на млади на Гром добро знаат што не сакаат. Не може како досега младите да се збутуваат како во Хафес, само во една единствена агенција за млади и спорт и толку. Или да се сетиме на младите на секои 4 години кога ќе треба да лепат плакат. Не, вечерва младите громчани кажа, не, ние нема да лепиме плакати и ве поддржувам во тоа. Сакам вие заедно со нас, рамо до рамо, да се вклучите во реалниот политички живот. Вие мора да бидете креатори на иднината. Вие можете да го осмислувате својот живот. Гром тоа и ви го нуди. Гром еден ден ќе биде расадник на млади кадри кои на своите крила ќе го донесат не само успехот на најнадежната партија во државата, туку и успехот на Република Македонија. Вие младите имате формулата. Младите сакаат активно да се вклучуваат, да дискутираат и одлучуваат за помал буџет, за повеќе пари кај граѓаните, за еднакви можности за живот на сите граѓани, за поубави патишта, модерно здравство, европско образование. Сакаат да зборуваат за предприемаштвото, а не за гола политика. Сакаат да живеат од собствениот труд, а не да бидат издржувани. Младите на Гром одлучија да ја земат судината во своите раце. Факт е дека неоправдано долго младите се држат настрана од големата политика. Не, младите не сакаат така и не го заслужуваат тоа. Младите во себе го носат активизмот, непосредноста во комуникацијата, топлината. Имаме млади кои и денес се образуваат на Харвард, на Јейл, во Оксфорд и во другите светски универзитетски центри. Вооружени се вооружуваат со нови, најсовремени менаџерски вештини. Високи комуникацијски организациони способности веќе поседуваат. Ете, тие треба да ја водат Република Македонија напред. Тие треба од Македонија да направат современа и модерна држава. Оваа партија ја формиравме ние, родени во 60-тите години од минатиот век. Нашата задача е да го водиме Гром, да ја водиме нашата партија во наредниве 2 изборни циклуси. А потоа да ја преземете вие кои сте родени кон крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години. Ниту јас, ниту било кој од моите колеги не сакаме да бидеме вечни. Сакаме вечна да ни биде само партијата Гром, граѓанската опција за Македонија. Во овој момент ми навира
Само едно сеќавање кое што го доживеав во Белград на надпревар помеѓу Арсенал и Белградски Партизан, каде што Партизан загуби со 1:3 на домашен терен, и кога заврши надпреварот, неговата публика пееше и кад чуеш звиждуќе са трибине и кад не будеш био први партизане, знај да те волим, волим ја. И таа публика пееше половина час и ги врати фудбалерите на терен и им даде аплауз. Зошто ова сакам да ви го кажам? Оваа наша партија ќе има и подеми и падови. Ќе биде и власт, ќе биде и опозиција. И ќе победуваме и ќе губиме. Тоа е животот. Ќе треба да се научиме да живееме и со победите и со поразите. Но она што е најбитно за сите, дека љубовта и лојалноста кон партијата, кон она што го создаваме вечерва, што е наше и што го развиваме од самиот почеток, треба да остане нешто трајно, нешто свето, кое што ќе го чуваме до крај. Секој од нас треба да го даде својот максимум за своето семејство, за партијата, за Македонија. Така треба да биде и на овие председателски, а се надевам и предвремени парламентарни избори, кои веројатно ќе се случат на 13 април, а веќе ќе бидат распишени до крајот на наредната недела. Почитувани млади членови на Граѓанската опција за Македонија, ајде да ги засукаме ракавите, да влеземе во секој дом, да се доближиме до граѓаните и да ја добиеме нивната доверба, зашто повеќе од очигледно е дека Благодарам. Зошто повеќе од очигледно е дека граѓаните не го добија она што го очекуваа од ВМРО ДПМН. Ниту пак СДСМ знае да им понуди решение. Тие се бават со вечните дворски игри и со внатрешните пресметки. Сега е нашата шанса. Дајте да ја искористиме. Зашто нудиме нешто ново, нешто свежо, нешто различно, но сепак реално. Ве повикувам во наредниве 3 месеца да не се штедиме себе си, да го гледаме, да го дадеме и последниот атом на сила за гром, да го завземе своето место на политичкиот простор, она место кое што реално го заслужува, а потоа ќе се гордееме со резултатите. И ќе уживаме во сработеното. И ќе пееме "Не може нам нико ништа". Така ли е? Прекрасно е чувство кога се пее таа песна, да знаете, и кога победувате. Бидете уверени дека она што на овие избори ќе го дадете и овој максимум што ќе го дадете за себе, го давате практично максимумот за себе, за своето семејство, за Граѓанската опција за Македонија и поубава и поперспективна Република Македонија. Ние се одлучуваме да се вклучиме во една голема мисија. Почитувани членови на форумот на Граѓанската опција за Македонија, добре дојдовте во семејството на Гром. Нека е вечен форумот на млади на Гром, нека е вечна Република Македонија. Благодарам.